više ništo so me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenje lep, tugu oce koji zbor od ustata na Boga. So tebe možem se, Isuse, Hristose, so tebe možem se, Isuse, Hristose. Blaženi ste vije, koga će ve sramat progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri po desni od obraz, zavrti mu go i drugi on. So tebe možem se, što oko to ne videlo, što uvo to ne slušnalo, što umo tvoj ne pomislil, to a Bogo prigotvil za tebe. To a Bog go prigotvil za onije koji go ljubat. Tatko moj koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nебото, така и на земјата, така и во моето срце и во Твоето срце. Бегот наш насушен, дај ни го и денес, и прости долговите наши, како што и ние им ги простуваме, како што и ние им ги простуваме. Ето тоа е простувањето, важен Бог. Нашите должници, Господи, ќе ви биде простено. И не воведи во искушение, избави ме од лукаваго. Зашто Твое е се, царството, силата и славата. Сакам Господи Исусе Христе, студено. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Одиме Мудрост Сирахова, 39 глава, законопознавач. И ние имаме законопознавач, царскиот закон на љубовта во Јаков. А тоа е да го љубиш својот ближен како самиот себе си, љуби го Господ својот Бог. Значи се содржа сите 10 заповеди од Стариот Завет кои му беа дадени на Мојсеја. Те сакам Господ Исусе Христе во ковчегот на Заветот, нели? И сега ние го имаме тој закон. Законопознавача, значи оној кој го знае законот. Да го знаеш законот, што треба да знаеш, али не да стои, не. Да знаеш да ги љубиш сите, да добиеш сила, наплив на сила, да му дозволиш на Исус да му дозволиш, да владее со тебе, да те управува и да се насели во твоето и во моето срце. Само оној што душата своја ја посветил, душата своја ја посветуваш, нему му ја даваш, на размислување за законот на Севишниот. Љуби го својот ближен како себе си. Иако е ова Стар Завет, Мудрост Сирахова 39, тој ја бара древната мудрост и се занимава со пророштвата. Тој ги помни зборовите на славните луѓе и проникнува во смислата на нивните мисли, се разбира во духот, ние тоа го знаеме. Во Стариот Завет се вели барајте ја мудроста, дух на мудроста, дух утешител, духот на вистината, Исусовиот дух, духот на Отецот, Светиот дух. Значи сето тоа се, како да речам, состојби, именувања на Светиот дух. Тој го проучува сокриеното значење на зборовите во духот и се бави со тајните и загадките. Значи, ти не можеш да разбереш. Иако овде се обидува, тој зборува за соединување. Значи, мислиш на законот на љубовта, кога действуваш во љубовта и мислиш, духот доаѓа во тебе и те обликува и ти дава сила да простиш и да ги љубиш сите. Меѓу големци ќе служи, со владетели ќе се среќава, ќе патува по земјите на други народи, зашто искусил и добро и зло меѓу луѓето, и добро и зло. Победи го злото со добро.
Значи добро е кога правиш добро. И кога си ти во доброто, во љубовта, и се враќаш со љубовта, го вртиш и другиот образ, ги љубиш сите, безусловно, безусловна љубов во Исуса Христа. Уште взори срцето свое кон Господа го издигнува. Пазете го овој стих, уште взори, Исусе, Исусе и само Исусе. Вчера се пушти една во групата молитвена во која сме молитва за некој собраќајка и видите, во 12 и цела ног луѓето се молат. Битно е дали ти имаш срце да ги љубиш сите. Уште взори срцето свое кон Господа го издигнува, кој го создал. Се моли пред Севишниот Татко, додавам Татко, ја отвара устата своја и молитва моли милост за своите гревови. Прости ми ги гревовите мои. Ако е, прости ми за секој непокајан грев што сум го направил. Ако е тоа волја Божја го исполнува со дух и разум. Значи ти се молиш, бараш мудрост, го бараш духот, денеска Исус, во Исус бараме од Отецот, и тој те исполнува по негова волја, со духот и со разум. Со зборовите на мудроста го надарува и со молитвата своја го прославува Господа, Отецот, Таткото наш. Татко мој небесен, добро ќе го управи умот свој и волјата и ќе размислува за тајните на Господа. После Исус, значи, завесата е отворена, храмот нема тајни веќе. Исус може да живее во твоето срце ако го отвориш, ако му дозволиш да те обликува. Ќе ја изложи мудроста на своето учење, ќе се фали со законот на Божиот завет. Ете на што треба да мислиш. Значи ја исполнуваш љубовта, Божиот завет, заветот со Аврам, со 10 Божји заповеди со Мојсеј, и сега го имаме заветот со Исусовата крв. Да го примиш Исус во срцето, да го оставиш стариот човек, да ти даде сила да останеш, да станеш син Божји. Слава ти, Господи Исусе Христе. Многумина ќе го прославуваат неговото знаење. И никогаш нема заборавен да биде. Кој? Па духот што зборува низ тебе. И тој не зборува сега, ние кога читаме ова телесно ќе мислиме зборува за луѓе. Тој зборува за мудроста. Значи првин ти вели да мислиш на Севишниот. Така, од рано утро кон Господ да го издигнеш срцето. Срцето свое кон Господ го издигаш. Му го даваш срцето. Исус се населува во твоето срце. И пазете, Исус не е подстанар и кираџија, го зборувавме ние тоа. Тој е собственик, му ги даваш клучевите. Он да те обликува, он да те учи, да те накалеми, да бидеш лоза што дава многу плод и плод да принесете. Споменот за него нема да згасне. Неговото име вечно ќе живее. Зборува за духот. Ако си ти син Божи, ти си дел од телото на Отецот Небесен. И ти си прославен во него, осветен и прославен во неговата слава. Народите мудроста негова ќе ја слават и заедницата ќе го фали. И сега ти погрешно ако ти се концентрираш на Аврам, на Мојсей, на некои други пророци, наместо на Исус, да разбереш дека тие се на апостол Павле, дека тие се сад на Јован. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. И додека е жив од илјадници луѓе, пославен ќе биде, а кога ќе почине пак славен ќе биде. Зборува за Исус. И тој ќе воскресне. И ни ќе речат кој се вратил од таму. Па знам јас неколку. Еве ние имаме еден случај. Роднина на една наша сотрудничка која се моли во нашата група ја донесе Исус. Го земале погрешка и го вратиле. И тој ја раскажал приказната. Можна интересна. Значи погрешно го земат и тој не сака да се врати назад. Го носат ангели му велат враќај се, неќам, враќај се. И своето тело го доживува како мрша. И викаме буцна ангелот со копјето и диши ви се најдов доле во земјата, кај што бил заспан и ги чувал овците. Слава ти, Господи Исусе Христе. Откако размислив, пак ќе ви говорам, бидејќи сум исполнет со мисла. Исполнет со негова мисла. Секоја мисла треба да е покорна на Исус, како месечина полна. Сака да каже осветлен. Слушајте, побожни деца, татко и деца.
Растете како ружа што расте покрај буен поток. Значи, кој е жеден, нема никогаш. А дојдете примере, кој е жеден, јас ќе му дадам од живата вода дарум. Значи, жива река што никогаш нема да потече, да престане да тече реката на љубовта, на Духот Свети. Слушајте, побожни деца, растете како ружа што расте покрај буен поток, покрај Духот Свети, осветени и просветлени. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Примате сила да сведочите дека Исус, војата Божја, дека секој што ќе го прими Синот во срцето, ќе го повика кон Него, ќе се промени. Секој што ќе го повика Синот, вистински да се насели во Него, не само во мислите, во срцето, со срцето да разберат, ќе живее живот вечен. Цутете како кринови, како од темјан пријатна миризба, давајте. Цутете како кринови, пријатна миризба ширете и песни пејте. Друго е да пееш песна кога действуваш во љубовта, а друго е само да пееш песна да си одиш дома и нема љубов. Без дух. И песните се разликуваат, дали се тие телесни или се слезени по дух. Ние имаме преку 50 на песни слезени во духот. Слава ти, Исусе. Радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје. Благословувајте го Господа во сите негови дела, се е од Него и за Него создадено. Името Негово славете го, на Господа, на Отецот и на Исус, огласувајте ја похвалата Негова, не на други луѓе, славата е Негова, со усни песни и гусли, прославувајте го и велете. Колку се величествени делата на Господа, секоја повелба Негова во свое време ќе се исполни. Секоја повелба Негова во свое време ќе се исполни. Ние го имаме тоа, Господ забавува, но не заборава. Има време за милост, кога ти можеш нешто да се усовршуваш. Кога немаш повеќе време, телото се враќа во земјата, се предава на сатаната. Па вие размислете каде е тој. Секоја повелба Негова во свое време ќе се исполни. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. Не треба да прашуваме што е она, зошто е вака. Што е она, зошто е вака, бе Господи, што ми правиш вака? Во свое време се ќе се открие. Во свое време. И после ќе речеш, требаше така. По неговиот збор водата како насип стана. Слава ти, Господи Исусе Христе. Морав да се увлечам надворе сигурно околу нулата. По неговиот збор водата како насип стана. Пазете го ова. Нели? Ние сега можеме и создаденото да го менуваме ако останеме во неговите живи слова. По заповед на устата Негова водата се смести. Тоа е тоа живо слово кога си ти едно тело во Исус и кажеш на планината стане и фрли се во морето. Мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бесплатно добивте. Болести изгонувајте. Зошто тоа не се случува? Па затоа што не си еден дух со Него. Затоа што тој треба да живее во твоето срце, зашто треба да ја предадеш собственоста. А ти си тераш со своите мисли, со свое си цитираш, ти правиш и мислиш дека си во Исус. Не треба да мислиш, треба вистински да му припаѓаш. Значи тој да ги има клучевите од твоето срце. Во заповедите Негови волјата е Негова, не е твојата. Никој не може нивната спасителност да ја намари. Во името на Господ Исус Христос стани и оди. Вие можете и мртви да воскреснувате. Нека ви биде според верата. А ние гледаме црковни заедници со маски од короната, трчаат по вакцини, се надеваат на доктори. Каде е тука Исус, исцелителот, спасителот? Каде е Исус тука? Никој не може неговата спасителност да ја намали. Во заповедите Негови волјата е Негова, не е твоја. Пред Него се делата на сите. Не можеме да се сокриеме од Неговите очи. Јас не знам како луѓето. Ти велиш дека си во Исус и постапуваш на истиот начин. Па Исус те гледа, Исус е тука.
Тој ги знае твоите мисли, треба веднаш да речеш бегај од мене сатана што имаш некои мисли што не се покорни на Исус. Пред него се делата на сите, не можеме да се сокриеме од неговите очи. Он гледа низ целата вечност. Ништо нема сокриено пред неговите очи. Кога ќе застанеш пред него, ќе се представиш на суд. Ќе одговарате за делата на љубовта. И ние сега размислуваме како тоа минато, сегашно си иднина. Па така е. Таму нема такво. Ние сме овде телесни. Ние не можеме да го разбереме духовниот свет без духот да ни објасни. Не треба да прашуваме што е ова, зошто е вака, што ми правиш Господи. Се што е создадено своја цел има. Се што е создадено има цел да служи, да се прочисти, да се просветли. Неговиот благослов се прелива како река, како поплава по земјата, како поплава која земјата е напојува. И гневот негов народите го чувствуваат. Степенот на твојата нељубов, како некогаш водите во сол што ги претвори. Патиштата негови прави се за праведниците, со пречки за грешниците. Од почетокот доброто за добрите е создадено, злото е за лошите. Основните потреби за животот на човекот се водата, огнот, железото, солта, брашното, пшенично, медот, млекото, виното, елеот и облеката. Се во ова им служи за добро на добрите, победи го злото со добро, а за грешниците во зло може да се обрне. Значи, законот е тоа што го правиш на другите. Ке ти се прави тебе и ке треба некогаш четворно да отплакеш. Има ветрови за казна определени, создадени се како бичеви на неговиот гнев. Ке дојде некоја стихија, ке однесе себе, например, во Америка, каде што има тие тајфуни, ветришта, кои креваат куќи. Кога се тие во устрем, силата негова ја пројавуваат. Го смируваат гневот на Создателот свој. Огнот и градот од небесата, гладот и смртта за казна се создадени. Во Божјото царство е сосема друга состојбата, ако си ти во законот на љубовта. Ако си покорен, послушен, татко мој погреши пред тебе и пред небото. Забите над зверовите, скорпиите, змиите и мечот кој одмаздува за пропаст на безбожниците. На неговата заповед ќе се зарадуваат, подготвени ќе бидат на земјата кога ќе бидат потребни, ќе ја слушаат неговата заповед. Ние го имаме тој стих дека на Исуса и стихиите му се покоруваат. Можете вие со молитва некогаш по Божјата волја, во негово име. Затоа од самиот почеток одлучив, размислив и во книгата запишав. Прекрасни се сите дела Господови. Он навреме ни дава се што ни е потребно. Он знае што е потребно нашата душа да се усоврши во љубовта. Не треба да речеме ова е полошо од она, зашто се во свое време ќе биде признато за добро. Добриот пастир оди за загубената овца додека не ја најде. Се во свое време ќе биде признато за добро, да си го познаеш времето на земјата, времето на милост, сега со полно срце и полна уста запејте и благословувајте го името на Господа, не на луѓе, не на светци, не на некој друг, зашто Он не роди по своја волја преку словото на вистината. Еве во духот како слегуваат овие поуки, кои потоа ги учителот ги праќа во дух, избира некои луѓе да бидат свечени или сад за секојдневна употреба, што и да побарате во мое име. Во мое име. Од Отецот ќе ви се даде, од Отецот. Вели Исус. Што и да побараме. Нема ограничување.
Ние знаеме дека нема поголемо име на земјата и небесата од Исуса. Нему ќе му се поклони секое колено во Негово име. Исус вели, јас и Отецот сме едно. И тоа е целата суштина, да го разбереш. И ти треба да бидеш едно. Исус е исполнет со духот на Отецот Сиот. Значи, тој е татко, ти си син, мораш да слушаш. Духот ги врти, проклет да е тој што таткото им не ги слуша, нели го имаме родителите. Духот ги врши делата, не е Исус. И ти така треба со тебе. Така ни покажува што значи тоа во мое име. Во Негово име, на Отецот, односно во Исус. Не во нашето име, јас што сакам. Он да зборува во нас и да ги врши делата. И христијаните не го разбираат тоа и ти мислат дека се мисловно. Они по своја си тераат. Каде завршува Отецот и почнува Исус? И каде завршуваш ти и почнува Исус е важно прашање во тебе. Дали се молиш и бараш во свое име или во Исусовото име? Размисли, дали ја исполнуваш својата или Неговата волја, Исусовата? Дали работиш за себе или за Царството Божјо? Па ти 90%, 99% работиш за себе, ќе дојдеш еднаш неделно, го предаваш целиот имот, се што имаш му предаваш и работиш за него. Се претопуваш во љубовта. Дали зборуваш од себе или молчиш и Духот зборува низ тебе. И тоа е важен момент, тие зборуваат од себе. Проповедници, учители. И потоа казната доаѓа. Свет Дух, Духот на Исус, Дух утешител, Дух на мудроста, Дух на љубовта, што и да побарате, ни вели Исус, во Негово име, не во нашето. Само уште да разбереме како се бара во Негово име. Па треба да му предадеш се, да му ја предадеш собственоста, душата, чинејќи добро. Од Отецот бараш во Негово име, во Исусово. Не заборавајте, Негова е силата, царството и славата, не е наша. Негова е и волјата. Тоа е враќање во духовно единство. Пишано е, кој зборува од себе, тој ја бара својата слава. Јован 7:18, па размислете вие што правите. Ние треба да ја бараме Неговата слава, за да бидеме пратени како Исус. Пратен си, работиш за Царството Божјо. И вистинити како Исус. Сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Значи, работиш за него. Филипјаните 4:3. Првин си раб Божи, те откупува од сатаната, од роб на гревот, стануваш роб на праведноста, па стануваш слуга. Го работиш тоа, знаеш што треба да работиш, да љубиш. Па потоа стануваш сотрудник, сакаш да го работиш тоа, па сонаследник, па пријател Божи, извршуваш се што ќе ти каже. И потоа Син Божи, кој го води Духот Божи. Бараме во Исусово име, не во нашето. Волјата е Негова. Остануваме во полна радост со се што доаѓа. Се што доаѓа. Не ти што си замислил па се лутиш. Зошто не сме најаделе пица, пред средбата се собиравме, се налути. Зошто не сме јаделе пица додека е топло? Јас им реков, ние сме дојдени духовно да јадеме. И се налути. Другата се налути зашто сум ми рекол дека таа заедница не е во Исус. Кај што оди нејзиниот син. Третата се налути зашто не можела ноќеска да пушта пораки во 2 сат во групата, да пишува молитви. Рековме само кога е итно. Видите, ти покажува ти зашто се зани, како сатаната ве од третиот мајка му не го пушта. Четвртиот цитираше стихови, копира. Му рековме, не копирај стихови, од срце кажи, од други заедници. Се радуваме во него. Имаме Негово име, Исус име над секое име, секое колено ќе му се поклони и наше име, телесно, паднато, грешно, сатанско, наше и Негово име. Што и да побарате во Негово име, не во наше. Ни вели Исус, погрешно е да се вели дека Отецот, Исус и Духот се личности, 3 личности, па кому да се молам, на Отецот, на Духот. Во мое име од Отецот. Личност е категорија на земјата. Тоа е земно тело, кал земја, во која е дувнат дух, животен во душа, и е станат жива душа. Тоа е личност. Имаш право, волја, желба, емоции, сакаш ова, сакам она, мислам, чувствувам. И имаш своја волја како личност.
во времето на милост да го избереш Исус, да се вратиш во царството на духовите. Горе нема личности, ние сме едно единство во љубовта која никогаш не престанува. Отецот е дух и е љубов. Тоа е пишано во прво Јованово. Се е од него создадено. Без неговиот дух се е мртво. Исус е дел од тој дух. Видлив дел, разбирлив дел преку Словото во дух. Едно се со Отецот, една волја, еден дух, една сила, едно царство, една мисла. Духот е дел од Отецот и Исус кој треба да не исполни во срцето. И ние треба да станеме така. Во душата и во умот, да не исполни и повторно по собствена слободна волја. Да се родиме во дух. Напредходно треба да го оставиме стариот човек на крстот пред Исус. Со водна бања во Словото. Да се осветиме, да умре стариот телесен човек. Ете, тоа не сакаат тие да го остават стариот. Да ја прифатиме Исусовата волја, не нашата. И љубовта да станеме синови Божии, едно духовно тело во Отецот наш и на сите. Ете, тој е тој процес кој е процес, не станува тоа наеднаш. Положи во раце, крстен си го избирам Исус, ајде, терај. И потек гледате кога ќе снема батерии, помош, трчаат по вакцини, по доктори, носат маски, наместо да изгонат сатаната. Те сакам Господи Исусе Христе. И тогаш гледате како е според верата. Во Негово име бараме и добиваме во Негово име. Ние сме дел од Неговото име. Сад засвечена. Едно тело, главата е Исус, ние сме органи. И Царството Божие во нас внатре во расплантен дух на љубовта. Те сакам Исусе, Исусе на помош, Исусе ти напред јас по тебе, Исусе ти зборувен измен, Исусе ти врши ги делата, Исусе научи ме да ги љубам сите, да им простам на сите, да се покајам од срце, да ја имам безусловната љубов на Отецот Небесен, да се исполнам сиот до полна возраст, да победувам со љубовта, никога да не осудам. Исцелување за сите оние кои ќе речат Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. За секогаш Исус. Исус напред ние по Него. Бегај од Македонија, Сатана, и не враќај се повеќе. Бегај од секој оној кој сега ќе рече Исусе, дојди во моето срце. И остани таму, ти ги давам клучевите од моето срце. Тебе ти припаѓам, во тебе верувам, за тебе живеам, на тебе се надевам. Во тебе верувам, за тебе живеам, она ми дава сила да пораснам во љубовта. Ете, тоа е суштината. Како да пораснеш во љубовта? Па само ако му дозволиш на Исус да управува, да те обликува, да те учи, да зборува низ тебе. Мир вам до Божиот Царство Небесно за секогаш. Исус. Амин. До Божиот Царство Небесно. Амин. Да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Со тебе можам се, Исусе Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му